дечкото открива Паланка што го изгуби жената и детето, тука не молеше да ги побараме сопругата и детето му ги нема. Пошто ни каже дека првото дете го гледал се имало качено на пластениците, он бил тука негде за некоја канделабра фатен. Се дадовме од себе, значи ништо не се пожртвувавме, се од себе да дадеме секое возило што беше овдека летнато, го претресовме максимално што можевме, цел терен го поминавме, благодарение на еден граѓанин тука каже дека нивата е негова, немој вика да идете сами, вика, барем вика да идем ја пред вас, вика да ви ги кажем работите, вика пошто има овдека бунари, вика. Да си направите велја. Човекот хуман испадна што дојде со нас, по наши насоки, лево, десно, ние му кажувавме каде треба да се движиме, секој возило го претресовме, не најдовме ништо на таа страна. Освен возила и тоа што беше затекнате на лице место. После тоа, сад време тука кај дојдовме, од кај го претресавме овој терен, ни пријавија дека возилото, само кровот се гледа. Ама више дека водата се губеше полека, со батерии, со ламби светевме, видовме дека има лице во возилото. И се работеше најверојатно за неговата сопруга. Го излековме лицето, настрана, дојде медицинска екипа, констатира смрт. И тоа беше од наша страна што можевме да направиме. Значи се тешки околности, по тешки прилики. Тука беше многу тешко, пошто имаше ночно време. Да, имаше далеководи, струја, паднато кабли, значи беше претешко тука за работа. А со детето што се случи, тоа што било на пластеници, што го гледал? Детето што се случи са валјато, тука дојдов командир да земем, детето тука го видов кога плаче и иде према татково и вика по него тато, двајцата се прегарнува и му вика детево на татково каде е брат, ми вика тебе ти го оставев. И само човекот се сврте настрана, фати да плаче и ми знаевме дека више брат му го нема. Вечер кога пристигна тука, кога го сретнавте таткото, тогаш што он ви кажал дека детето се изгубило од вид према пластениците, но тоа е детето кое што се спасило во случајот. Тоа е живото дете што е спасено во тој случај. Значи детето са балјато уште се видува со татко му тука. А за второто дете, значи цел реон тука е претресен, не можевме ни детето ни мајката да ги најдеме. Вечерта првично, значи таткото тука бевме паркирани, не молеше, ни викаше, помош ни бараше едноставно од наша страна. Значи се дадовме од себе, тоа беше што можевме да го изработиме. Друго. Такво искуство до сега сте немале? Никад до сега.